Новоизбраниот претседател Доналд Трамп го избра Ендрю Фергусон да ја води Федералната трговска комисија, федерална агенција која спроведува антимонополски закони и закони за заштита на потрошувачите. Фергусон, републиканец, веќе работи во комисијата и е номиниран од претседателот Џо Бајден во двопартискиот 5-член одбор. Заштитата на потрошувачите и конкуренцијата не се партиски прашања. Фергусон претходно служеше како главен адвокат за сојузната држава Вирџинија и како прв советник на сенаторот Мич Меконел, кој зборуваше на сослушувањето за номинацијата во 2023. Кога Ендрю ќе се соочи со предизвикот, тој целосно се ангажира. Фергусон сигнализираше нови насоки за независната агенција кои се повеќе усогласени со приоритетите на Трамп. Во документот што се користеше за промовирање на неговата кандидатура за највисокото место, а добиен од Pinchbo News, Фергусон вети дека ќе се бори против бирократијата за да ја спроведе агендата на претседателот Трамп и набројува начини на кои тој ќе ја пренасочи агенцијата да биде попријателска кон бизнисот, истовремено зголемувајќи проверка на компаниите за социјални медиуми. Бил Баер е соработник во институцијата Брукингс и поранешен директор на Бирото за конкуренција при Федералната трговска комисија. Тој многу се фокусираше на технолошките платформи и на нивната економска доминација, но и на наводна цензура на конзервативните ставови. Трамп и другите републиканци често се насочени кон умереноста на содржината од компаниите за социјални медиуми. Тие го наведуваат отстранувањето на објавите од скептиците за COVID-19 и за нападот на Капитолот на 6 јануари 2021 како пристрасност против конзервативните гласови. Трамп се осврна на ова прашање на веб страницата на неговата кампања. Денеска го објавувам мојот план за уривање на левичарскиот режим на цензура и за враќање на правото на слобода на говор за сите американци. Во два случаи минатата година, Врховниот суд на САД пресуди во корист на постоечките практики за умереност на содржината од компаниите за социјални медиуми. Фергусон сугерираше дека антимонополскиот закон може да обезбеди друга стратегија за промовирање на заложбите на Трамп. Дали навистина може да ги искористи овластувањата на Федералната трговска комисија за да се справи со напорите на платформите да се осигураат дека лошите или несоодветните или крајно неточните содржини не се шират на нивните платформи е сериозно отворено прашање. Платформите имаат право на првиот амандман како и секој медиум. Федералната трговска агенција под актуелниот претседател Лина Кан веќе има тужби против технолошките гиганти Мета и Амазон за антиконкурентски практики. Заканата од зголемената контрола на политиките за умереност на содржината може да биде пресвртна точка за големите технолошки компании да бидат во согласност со заложбите на Трамп. Мета веќе објави дека ќе прекине проверката на фактите на Facebook и Instagram, наместо тоа се префрли на систем кој им дозволува на самите корисници да ја контролираат содржината слично како платформата X на Илон Маск.